Политичарите одамна не го чекаат официјалниот старт на изборната кампања за да ги активираат партиските машинерии за теренско агитирање и освојување на симпатиите на неопределените гласачи. Кандидатите за председатели и претендентите за следната извршна власт, како и функционерите во техничката влада во друштво со партиските лидери и останатите членови од партијата, се почесто може да се забележат на средби со граѓани и бизнис заедницата, и тоа во работно време. Телевизија 24 пред овие избори го отвара прашањето колку е тешко да се откријат и докажат злоупотреби од ваков тип. За антикорупционерите ова е редовна појава пред избори, но во земјава недостасуваат механизми за контрола. Сето тоа се прави во работно време и се прави со користење на ресурсите од институциите, кое што изрично е забрането со закон, значи тоа така не треба да биде. Меѓутоа, ние имаме недостаток на механизми за контрола и имаме недостаток на систем кој што ќе обезбеди доволно аргументи за да се санкционира таквото однесување. Да се Во последниве десетина дена, само од владата до медиумите пристигнаа покани за настани на техничкиот премиер Талат Џафери, каде што тој промовираше проекти како реновирање на градинка во Чаир, средба со граѓани во Арачиново, каде се промовира модернизирање на училиште, посета на национален парк Шар планина. Од владата велат дека овие активности на техничкиот премиер Џафери се дел од неговата агенда за работа. Посетата на премиерот Џафери во детската градинка Фидани 3 е во склоп на редовните дневни активности. Од користење на службени возила и возач за присуство на партиски трибини до узурпација на цели државни институции да работат за одредена политичка партија во предизборие. Неказливоста е главната причина што ваквите злоупотреби никако да се искоренат, велат експертите. Еден градоначалник ни испрати многу гордо, ни испрати документи и фактури дека се е платено она што било нарачено од политичката партија да се купи за партијата, бидејќи самиот градоначалник очигледно не бил свесен дека со тоа прави кривично дело и не извести на нашето прашање дали е навистина дека сте купиле ваква опрема, секако дека сум купил, еве ги сите документи. Меѓутоа, Со пари од граѓани. со пари од општината. Меѓутоа, нашата кривична пријава која што ја доставивме до јавното обвинителство против одговорниот во тој изборен штаб беше отфрлена со образложение дека партијата ги надоместила тие средства. Информациите до кои дојдовме велат дека континуирано се зголемува бројот на граѓани кои јавно или анонимно пријавуваат злоупотреба на државни средства за приватни или партиски потреби во антикорупцијската комисија. И покрај редовната констатација од страна на невладиниот сектор и антикорупцијските комисии за злоупотреба на државни средства за партиски цели од страна на политичките елити, конкретно во предизборието, истражните органи засега немаат изречено ниту една пресуда за ваков тип на прекршување на законските правила. Од новиот состав на Државната комисија за спречување на корупција стаса допис во кој се наведуваат правилата за игра на политичките партии во предизборието. Меѓу нив се и забрана за најава на нови инвестиции и вонредни исплати, забрана за анонимни извори за финансирање на избори, не е дозволено подкупување на избирачи, вршење подкупи, заплашување избирачи.